Добар ден, криптоентузијасти, како што ветивме, денеска ќе правиме видео за Јапонија, што е доста битно, верувајте ми, има доста што да се каже, посебно со оглед на фактот дека ова во Јапонија е крајно поврзано со ситуацијата во Америка, значи ќе го образложиме тоа детално, ќе има дури интересен пример кој што успеав да го најдам за една интересна банка во Јапонија. Но она што е најбитно, нели, значи тоа е главната тема на денешното видео. Само на кратко би сакал претходно да спомнам во она што се случуваше во текот на вчерашниот ден. Значи ние веќе предупредивме, ако се сеќавате, ви кажав, не знам кога, но сигурно очекувам, значи знаеме со каква банда си имаме работа, знаеме овие џукели демократски што се способни да направат и еве моментално вчера тоа го видовме во два наврати, и тоа верували или не, и во Севастопол и во Дагестан. Значи ќе образложиме само на кратко во неколку минути што направи овие џукели демократски, со тоа што пред да покажеме што се случуваше во овие две места во Русија, би сакал само на кратко да ве потсетам за некои интересни изјави кои што доаѓаат од демократите муриканци. Еден е нормално овој доста познат значи сенатор, вас ви е познат од видеата Руси умираат, најдобрите пари кои што некогаш сме ги потрошиле. Еве уште едно интересно видео пред само неколку дена, кое што верувам дека е вредно да се погледне. Верувате ми, видеото денеска има доста голема вредност кога станува збор за економија, но ова на почетокот мора да се спомне затоа што е крајно битно. Уште еднаш ќе напоменам, овие провокации не се направени за џабе, овие провокации се направени со цел да се спречи групирањето на глобалниот југ. Односно сето ова е наменето да се оцрни Русија и да се намали на некој начин потенцијалот на проширување на БРИКС. Погледнете што има да каже господинот и зошто е војната моментално во Украина. Значи, мислам дека нема потреба повеќе објаснување после ова. The truth comes out. Do to get the weapons flowing. He created a loan system. They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. That $10 to $12 trillion of critical mineral assets could be used by Ukraine and the West, not given to Putin and China. This is Ако се сеќавате, ние уште на почетокот покажавме дека BlackRock и останатите големи корпорации веќе имаат купено еден куп земја во Украина, вклучувајќи овдека и нели рудници, полјопривредна земја и така натаму, каде што господинот, Руси умираат, најдобри пари кои што некогаш сме ги потрошиле, вика, значи моментално има 10 до 13 трилиони долари вредни ресурси на територијата на Украина, вика нема теоретски шанси да оставиме Русија и Кина да ги користат овие ресурси. Значи, кратко и јасно, драги господа, пола милион војници од Украина мртви, 1 тон цивили мртви, затоа што Америка не може да остави 10 до 13 трилиони ресурси кои што потенцијално Русија би ги користела доколку оваа војна не заврши со победа на Украина. Се што треба да знаете. This is a very big deal how Ukraine ends. Let's help them win a war we can't afford to lose. Let's find a solution to this war. But they're sitting on a gold mine to give Putin $10 or $12 trillion of critical minerals. Он ќе дава, значи зборуваме за природни богатства на украинскиот народ. Он немало да ги даде овие 12 трилиони, се разбираме? Гомно американско, он немало да ги даде овие 12 трилиони на Путин. Пошто воа е така, значи нели, ние одлучуваме што ќе дадеме од Украина на едниот или на другиот. Мада реално така функционира целиот свет, тоа нас е многу јасно. Значи нашата земја е поделена на 3 дела, целосно окупирана, сите топоними се променети, македонците се избркани од своите огништа, од вакви џукели кои што одлучуваат некаде во некоја си палата на другата страна во светот, што ќе се случува со природните богатства, територијата, градовите, нели, сето тоа на еден народ. Еве ви господа, овие што се we are NATO proud, еве ви господинот, значи како смееме да дадеме ние природни богатства на Путин? Ти ќе дадеш стоко една. That he will share with China is ridiculous. Се што треба да знаете за вашите НАТО партнери. Така? Се овде има уште една интересна работа која што ние напоменавме, го пуштивме, мораме да го пуштиме уште една, затоа што ја верувам дека ниту Сител, ниту Прва, ниту останатите дудлачи на каде нема да ви го пушта тоа, да се подсетиме на една свиња која што беше задолжена за комуникација
со украинската влада. Ова беше истата свиња која што беше присутна во 2014 година при буткањето на власта во тоа време, проруската власт во Украина. Значи, како го напушти своето место и што кажа пред напуштање на своето место прасето Нуланд. With the $60 billion supplemental that the administration has requested of Congress, we can ensure that Ukraine not only survives, but she thrives. With this support, in 2024, we can help ensure Ukraine can continue to fight, to build, to recover, and to reform. With this money, Ukraine will be able to fight back in the east, but it will also be able to accelerate the asymmetric warfare that has been most effective on the battlefield. Вика, значи со овие пари сега да не го дудламе тоа дека наводно ќе се реформирала Украина, видовме како се реформираше, значи поголема реформација од убиство на сите млади од 25 па до 60 години, подобна реформација не може да има во земја, каде што сте уништиле целата зрела машка популација. Секоја честна демокративе и вика моментално вика ќе може да ја зголеми асиметричната војна која што ја води против Русија. Зошто асиметрична? Нормално само затоа што со герила напади единствениот начин на кој што може да се наштети на Русија, затоа што Русија е надмоќна, очигледно, и над Украина, и над се што и беше дадено на Украина од повеќе од 50 различни земји, повеќето од нив се гериатрија 7 НАТО членки, нормално и некои нивни газолижачи. And as I said in Kyiv 3 weeks ago, this supplemental funding will ensure Putin faces some nasty surprises on the battlefield this year. Ете така. Значи вика ќе има вика некои гнасни изненадувања за Путин вика оваа година. Да не забораваме дека ова е само пред неколку месеци, веќе беше организиран Крокус нападот. Значи да не го забораваме тој затоа што е доста битен, каде што повеќе од 140 луѓе го загубија својот живот во наводно исламистички напад кој што потоа беше докажано дека е од страна на Украина, организиран од страна на нивните патрони во МИ7, значи англиската разузнавачка нормално агенција, како и ЦИА, како и секојаш, значи најдобрите се секојаш позади вакви работи. Сега тоа беше веќе направено, видено, нели ќе го спомнем уште еднаш малку подоцна, но интересна работа. Моментално падна значи кластер муниција, тоа е она муниција која што не смее ни да се користи, но се користи и од руската и од украинската страна. Кога веќе Западот немаше да им даде нормална муниција, им даде кластер, ова е муниција која што е направена за масовно уништување. Се разбираме, тоа е бомба која што се распрснува на стотици бомби и каде што ќе падне, значи нели Господ нека име напомош на тие каде што ќе падне. Сега официјално еве го, значи моментално имаше вчера во текот на денот ваков тип на муниција падна на плажа во Севастопол, тоа е градот Херој, кој што се наоѓа на Кримскиот полуостров. Сега зошто е ова толку битно? Значи како изгледа кога воена муниција паѓа врз крајно цивилни објекти. Ето така, повеќе од 100 луѓе се ранети, а 3 лица го изгубиле животот, меѓу кои 1 или 2 деца. Сега нема да си го мериме на песокот, многу од вас ќе кажат, па ти знаеш и во Украина колку луѓе има умрено. Значи јас до сега не видов никаде. Значи ако Русија барала мети од цивилен аспект, до сега верувајте ми Западот тоа ќе го ставеше секаде. Значи секаде. Вие во Палестина, окупирана Палестина, каде што се таргетираат новинари, имате постојано, значи, материјал за тоа како се убиваат цивили на дневна база. Погледнете го само мојот зид на Facebook. Имате на дневна база како се убиваат цивили. Ако нешто такво се случува во Украина, Западот тоа сега моментално ќе го вртеше на сите можни вести. Ќе знаевте за секој детаљ, за секоја капка крв изгубена. Нормално за ова верувам дека нема да ги спомнат на вестите, со тоа што да не забораваме кој ги води овие напредни оружја. Значи ова што го гледате овдека моментално е дрон кој што има за цел да ги води овие атакамс проектили со цел да стигнат до одредена цел. Нормално Западот сега ќе каже, ама тоа Украина ние немаме никаква врска. Не е точно, значи овој, како што може да видите и сами, значи овој дрон доаѓа од, дали е од Циганленд или од Татарленд, една од тие две.
Оберете си овдека која сакате, што значи дека е со директна поддршка на НАТО инструктори, дали се муриканци, дали се некои од другите копилиња, нема никаква врска. Значи, ете, тој дрон е тој што им дава на овие проектили, значи, гајденс, едноставно водење до нивната мета и истиот се распрстува на оваа плажа и практично убива цивили. Сега, само едно прашање имам, па вие сега размислете си, нели, како ќе го погледнете се тоа. Многу добро поставено прашање. Што ако Русија со нивните сателити или дронови моментално помогне на мексикански картел ваков тип на проектил да стигне до Мајами Бич и убие 30 цивили? Размислете си вие сега, затоа што значи многу пати Русија предупреди и кажа, доколку некој од овие проектили кои што се за воена намена дојде до цивилни жртви и тоа е очигледно помогнато затоа што украинците нема ниту персонал, нема ниту соодветна техника која што е потребна за ваков тип на проектили, доколку вакво нешто се случи, значи замислете што ќе биде ако сега е обратна ситуацијата и руски проектил падне на Мајами Бич, значи на нели плажава во Мајами, едно од најпознатите. 144 луѓе биле згрижени во болница, од кои 82 морале да останат во болница, 27 деца, од кои 13 значи се во тешка состојба и неколку мртви. Повторно, знам дека сега овдека се врти муабето, па ти знаеш и во Украина колку луѓе има мртви, пак ќе ви кажам, ако такво нешто на вистина беше, до сега ќе се вртеше на сите вести во светот. Значи да ви биде тоа јасно. Сега, како што кажавме, значи пред само некое време, буквално пред напуштањето на позицијата на прасето нула, значи добивме напад во Москва, каде што 133 луѓе беа погубени и 100 значи беа ранети. Така. Сега, зошто токму вчера и завчера, зошто овие два дена? 22 јуни до 23 јуни се слави почетокот на Втората светска војна во знак на 20 милиони значи жители на СССР, повеќето од нив украинци и руси, кои што се убиени во текот на Втора светска војна, поголемиот дел од нив се зверски убиени од гомната фашистички од Германија, Австрија, Унгарија, Романија, Бугарија и така натаму. Значи 20 милиони жртви и секоја година на овој ден на почетокот на Втората светска војна и инвазијата, нели Барбароса од Германија, значи се прави ден на жалост во цела Русија во знак на сеќавање на овие жртви. 23-ти практично вие правите напад. Значи, препоставам ова е направено затоа што голем дел од, да речам, полициските службеници или како да кажам безбедносните сили очигледно не очекуваат вакво нешто и наеднаш наоѓате неколку ретардирани терористи, како што тоа ние го имавме во Македонија, им давате одредена количина на оружје и им викате дечки пали. Така. И наеднаш на 3 локации во Дагестан добивме значи напад од кој што еден од нив беше на синагога, еден од нив на црква, очигледно направени со цел да се испровоцира меѓуетнички и меѓу, како да кажам, значи луѓе кои што се од различни вероисповести, да се направи раздор во Русија, затоа што во Русија има големи заедници како на евреи, така на христијани, нормално ортодоксни, така и на муслимани. Со тоа што не е одбран Дагестан за џабе, Дагестан има најголема муслиманска популација, убиен е значи свештеникот, затоа ќе го пуштиме во следното клипче, значи моментално има 15 загинати полицајци. Погледнете, има превод на српски, верувам дека погледнете да ќе разберете. Значи ова е од оние канали кои што јас ги следам, ова е главниот на полицијата во Дагестан. Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках, защищая мир и покой Дагестана. Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты, которые подверглись террористическим атакам. Среди них отец Николай, священнослужитель, более 40 лет служивший в православном храме. И треба да знаете дека попот е заклан, значи не е заклане, се разбираме, тоа е нели оној ритуален начин на убивање од страна на муслиманските браќа. Како и да е, значи ова се само одредена количина на нели
деликвенти во оваа ситуација, терористи кои што го направиле ова не е целата популација на Русија. Во Русија, за разлика од нашите земји, каде што ние немаме никаква врска со муслиманите, ова е иста нација која што дел од неа ја примила муслиманската вера. Я уже говорил о том, что подобные атаки на посягательство на наше братство, на наше многонациональное единство, на нашу конфессиональную неразделимость являются попыткой расколоть наше единство и тем самым добиться раздела, раскола между нами. Како што кажав, идејата е да се направи раздор каде што една националност ќе оди против друга, затоа што и таму нели нормално имаме различни, не се сите руси нормално. Една вера ќе оди против друга. Идејата е да се направи раздор во Русија, на сите тоа ни е јасно. Како идеја, значи тоа нема да им успее очигледно. Значи еве ги 15 луѓе кои што го дале својот живот за одбрана на Русија, меѓу кои поголемиот дел од нив се во заседа убиени. Стандарден терористички начин на убивање кога станува збор посебно од муслимански терористи. Значи, следното што ќе го покажам, би ви препорачал доколку имате деца да ги тргнете, не покажувам ништо што е, нели, затоа што имаше буквално видеа како елиминираат терористи, ништо од тоа нема да покажам, затоа што прво YouTube нема да ми дозволи ово видео да биде покажано, но само сакам да ви кажам како треба да се третираат терористи, за разлика од тоа како ние третираме терористи, затоа што е многу битно во Македонија, очигледно се забора. Вака се третираат терористи, се разбираме? Вака треба терористи да завршат. Тоа е кога напаѓате земја во која што се наоѓате, вака треба да завршите. И еден од терористите во оваа ситуација дури се спомнува дека е организаторот, затоа што поголемиот дел од овие 6 терористи кои што се убиени се двајца негови синови и еден негов внук. Се верува дека истиот имал и некоја висока функција, значи истиот е фатен. Гледај моментално како го приведуваат. Како да му кажам, не верувам дека некој може да му помогне. Но наскоро ќе знаеме повеќе, верувам дека ќе достават соодветни информации. Како и да е, значи целосната операција е завршена во Дагестан. Значи, како што кажав, 6 мина се убиени, за жал 15 полицајци го загубиле својот живот. Ова се професионалци кои што си сакаат својата земја и се нашле на погрешно место во погрешно време. Зошто? Значи, џабе зборуваме за тоа кој колку умрел, за исток се извинувам, за запад се тоа е математика, се разбираме. Значи, гомна од НАТО слават 75 години постоење. Ке имаат следен состанок, односно самит на 9 до 11 јули 2024 година. Ваквиот тип на провокации во Русија се наменети со цел да се испровоцира руската војска да направи некаков тип на голем ексцес, бомбардирање на Киев, зборувам, не знам, цивилна инфраструктура, убиство на многу цивили или што и да е, каде што ќе биде причина со која што ќе им се даде во оваа ситуација на причина на сите овие НАТО гериатрија 7 екипа да ја примат Украина во НАТО. Значи, уште еднаш ќе напоменам, според мене, нормално ова е моја проценка, се обидуваат да најдат начин како да ја примат Украина. Потребен е голем ексцес, потребно е нешто што ќе го оправда по големиот дел од членките, затоа што еве Русија закла 300 цивили, мораме да ја заштитиме Украина. Нема причина зошто да ја примат. Верувам дека тоа е причината, да не заборавиме уште еден побитен настан, а тоа е во БРИКС. Значи, БРИКС Казан треба да се одржи во октомври, до тоа што очекувам уште вакви провокации. Значи, еве, кажав пред 2 недели, истата се случи. Значи, како селски буквар можете да ги читате, стоките од запад, кога станува збор за ваква ситуација, секогаш кога нешто не оди во нивна полза, наоѓаат начин како тоа да го свртат во нивна полза преку крв, преку цивили, преку уништување, преку ваков тип на напади. Сето ова доаѓа од нив. Значи, воопште, веднаш ви кажувам, нема ни потреба од истрага. Еве, ќе видите и сами дека на крајот од денот ќе се утврди дека некој од Украина го направил сето ова. Од друга страна, да не забораваме дека од Втора светска војна па наваки, еве како изгледа мирната Америка. Значи, одека може да ги видите сите конфликти во кои што Америка учествувала или била нормално иницијатор. Значи, ова е мирната Америка која што ние ја поддржуваме, ова е Америка која што е
представник на демократија и слобода во светот, еве како изгледа, значи од 45 година наваки, тоа се 70-80 години. Значи за 80 години има почнато повеќе од 30 војни. Еве, кого го браните, еве кој ни е партнер, нели, Брудерхуд, демокраци, а да не заборавиме и дека НАТО педерите исто така учествувале во поголемиот дел од конфликтите во Африка, Азија и Европа, посебно ова наше жариште, каде што нормално присутни сме и ние тука, не смее да заборавиме, значи ќе ве замолам, мораме да ги погледнеме придобивките од тоа што сме НАТО членка, еве ви ги придобивките, еве ви го Ахмети, еве ви го НАТО Сојузот и Европа и Америка, истите тие мајмуни кои што убиваа македонски полицајци, потоа беа, значи, прибрани поштено во автобуси со клима, од Рачиново, и да не заборавиме, значи ова не смееме да заборавиме кои се придобивките од тоа што ние станавме НАТО членка. Еве ги придобивките, значи не смеете да заборавите, вели, го напуштија Рачиново и вика отидоа негде на друга задача. Да не заборавиме кои се другите задачи, ова е во Македонија, ева истата таа банда која што е во автобусите, сега лета двоглави чавки, и да не заборавиме дека истите добија солидни собраниски столчиња, председател на собрание, премиер, истите тие кои што НАТО ги извади со автобуси од Рачиново. Не смееме да заборавиме кои се придобивките од НАТО членството на Македонија. Значи не смееме. Никој на Балканот не добил толку многу придобивки освен ние, и пак би рекол нормално Србија, која што исто така доста добри придобивки доби од НАТО. Да не заборавиме, и уште еднаш ќе напоменам, еве која е целта. Уште еднаш ќе напоменам. Значи целта е да се најде причина по која што ќе се стави Украина во НАТО. Еве моментално се одлучува што ќе се прави по повод Украина. Украина нема да влезе во НАТО, можем веднаш да ви гарантирам, ни по точка разно заврши таа приказна. И уште една, значи 20 октомври е блиску, верувам дека голема е веројатноста дека ќе имаме уште вакви срања, голема е веројатноста дека ова понатаму ќе ескалира, затоа што гледате дека Западот не бира ниту начин, ниту место, ниту материјали, ниту жртви, не е битно. Битно е да се запре обединувањето на глобалниот југ. Битно е да се запре напредокот на БРИКС, новиот плаќачки систем. Значи, не смееме да се тргнеме од под чизмата на стоката американска. Тоа е целата идеологија за сето ова што го гледате. Како и да е. Значи, јас ви напоменав, еве го се случи. Колку пати до сега сме зборувале дека нешто потенцијално ќе се случи затоа што знаеме како функционира оваа стока прозападњачка и моментално го гледаме како тоа се случува. Како и да е, значи, времето е во наша полза. Овие вазали на Мурика порано или подоцна ќе си отидат каде што им е местото, значи само потребно е малку трпение. Сега првите 20 на минути ги искористивме да објавиме што се случуваше во Русија, затоа што е битно, затоа што верувам дека нема да ви го кажат ниту на Сител, ниту на Телман, ниту на Карапет, ниту на никој од тоа сервилните медиуми дома кои што ги имаме. Да не заборавиме денеска и новата влада даде заклетва пред Северџанистан дека ќе биде влада на Северна Македонија. Господинот Мицковски, јас ќе го дадам назад мандатот, нема никогаш да кажам Северна Македонија. Тие ве водат, значи нема никаква разлика помеѓу СДСШ и ДПШНЕ, истите ставија председател на собрание, како што претходно беше терорист, ово е следен надежен терорист, кој што е крајно балистички настроен кон Македонија, но такви не водат. Како и да е, сами си ги гласаме, сами сме се криви, но уште еднаш ќе напоменам, каналот е на крај од сето ова економски, да се вратиме на главната тема. Дали ви се допадне или не, до сега тоа е ваш проблем, ова е моje мислење, јас го споделив и ви кажав зошто, затоа што геополитичките конфликти се крајно поврзани со економијата и е многу битно кој ќе преовладува во овие геополитички конфликти, затоа што на крајот од денот треба да знаеме дали понатаму ќе се плаќа во долар, дали ќе се плаќа во юен, дали ќе се плаќа во рублја, дали нема да се плаќа, така да не можете да избегате ова ве следи каде и да се ногете. Сега, за почеток, само сакам да напоменам, ова видео ќе биде ставено во дескрипција пред 7 месеци, кога ние најавивме дека јапонската економија е во голема опасност, баш поради тоа што е крајно поврзана со Мурика, со купување на нејзин долг и така натаму. Пред 7 месеци ние тоа го предвидовме и сега моментално можеме да видиме дека се случува. Сега ние ќе покажеме еден интересен чарт овдека, каде што сакам да видите како изгледа Брудерхуд и демокраци. Евака сега, значи овдека ние можеме да ги видиме сите, да речем, најголемите членки на Гериатрија 7, меѓу кои Мурика,
Јапонија, Европската унија и Канада. Зошто ги земам само овие 4, можам сега да ставам и Велика Британија, не е битно. Идејата е да видиме дека сите биле во иста ситуација кога станува збор за инфлација. Сега значи да покажеме како моментално Јапонија го јаде за целата геријатрија 7, значи скроз. Еве, ќе покажеме со докази како и секогаш, ќе покажеме како моментално Јапонија буквално го попи само заради тоа што на Америка и требаше ликвидност, некој требаше да купува американски долг и сето тоа нели ќе го покажеме и како тоа е поврзано со потенцијален бенкран, затоа што знаете како тркалото се врти, тоа се вика карма, а наскоро американците ќе дознаат. Вака се. Прво можеме да видиме овдека, значи на овие 4 различни бои, каде што можеме да видиме дека плавата е Мурика, во оваа ситуација црвената е Јапонија, овде ќе имаме портокалова која што е Европа и ставив зелена за Канада. Можеме да видиме дека се движат буквално исто кога станува збор за значи претходната инфлација, така? Значи погледнете, Европа достигнала инфлација до практично 10%, Америка тоа е плавото негде околу 9,6 рековме, Канада достигнала ево овде, тоа е негде околу 7%, а Јапонија достигнала дури најдобро би рекол негде околу 4%, затоа што беше една од најдобрите економии, знаеме дека Јапонија секогаш била доста добро економски ситуирана. Сега, што добивме ние кога добивме волку висока инфлација? Што се случува кога централните банки, нормално Федералната резерва или што и да имаат како врховен финансиски субјект, што значи овие да речам како да кажам сега во оваа ситуација, значи врховен финансиски субјект, пак ќе кажем централни банки, прават за да ја смират инфлацијата. Значи правилото е дека почнувате да ги дигате каматните стапки по кои што принтате и поземувате ново направени валути со цел на тој начин да ја намалите инфлацијата. Многу пати сам зборувале, сега нема да напоменуваме премногу затоа што е премногу долго, ако одново се тоа го објаснувам. Идејата е Централната банка или Федералната резерва во случајот на Мурика ја дигаат каматната стапка на ново испринтаните средства со цел да ја зауздаат инфлацијата. И тоа моментално гледаме дека се случува. Америка, значи од нула ја дигна каматната стапка на 5,5% и гледаме дека во текот на ваквото дигање на каматната стапка инфлацијата се симна од 9,6 на 3,4. Така. Втората во оваа ситуација, Европската унија ја дигна каматната стапка на 4,5%, дури почнаа и со рейт кат, значи почнаа да ги намалуваат. Гледаме дека во оваа ситуација, значи Европа дури најдобра поминала, значи Европа е со портокалова линија, каде што од неверојатни во оваа ситуација 10% се намалила на 2,5%, а 2% е посакуваната инфлација на секој од овие економии. Следната ни е Канада, која што исто така ја дигнала до 5% својата каматна стапка, значи стандарден начин на борба против инфлација од страна на централните банки на овие земји. Што се случило со Канада, рековме, тоа е ова зелена боја, значи истата достигнала инфлација од 7,5% и се симнала на моментални 3,5%, така. И да видиме што направила Јапонија од целата оваа ситуација, значи секоја чест како добро ја сиеба Јапонија, браво, значи тие што водат Јапонија треба подитно харикири, значи подитно на колена и да се заврши приказната, значи за разлика од сите останати, Јапонија не ја дигна својата каматна стапка, многу паметно и затоа гледаме дека инфлацијата на Јапонија во оваа ситуација значи беше на некои, само да видиме, 4,5, сега моментално е на 2,6. Да, но не заборавајте дека во оваа ситуација гледаме дека сепак е висока, така. И истите не ја дигнаа својата каматна стапка, што значи дека не започнале уште да се борат против инфлацијата. Каде е сега овдека причината? Значи треба да најдеме зошто, која е причината што практично вие не сте започнале да се борите против инфлацијата како и сите останати ваши партнери, така. Значи вака, сега ќе почнеме поред. Да видиме прво кој е најголем купувач и најзаинтересирана земја во светот за американски долгови. Погледнете. Значи зборуваме обврзници од типот на Bills and Bonds, така. Значи Јапонија била и останала само во една година наназад, значи има рекордно голема сума на јапонски обврзници. Додека поголемиот дел од овие гледаме дека ја намалуваат својата, да речам, количина, како што е Кина, например, од 870 милиарди, стигнала до 770. За година дена продала 100 милиарди вредни обврзници на Мурика, или тоа е негде околу 15-16%. За разлика од тоа гледаме дека
Јапонија дури го зголемила за 25 милиарди своето изложување на американски обврзници. Но зошто? Значи, зошто, ако Кина продава, во оваа ситуација гледаме дека Јапонија купува и понатаму. Еве да покажеме зошто. Значи, во овој момент имаме, само секунда, ситуација во која што Федералната резерва или Централната банка на Мурика, но се нарекува Федерална резерва, одлучи дека значи овдека може да видите точно кога, тоа беше, само да видиме вака со датум, да не... Значи тоа е негде почетокот на 2022 година. Така, почетокот на 2022 година, значи ова што го гледаме на врвот на овој баланс шит, одлучи дека наместо да купува мурикански обврзници, затоа што најголем купувач на мурикански обврзници значи е Федералната резерва. Така, истата наместо да продолжи да купува, почнува да продава. Вели, премногу е висока инфлацијата, мораме да намалиме количината на долари на пазарот, цела да ставиме инфлацијата под контрола и да дигнеме вредноста на доларот. Што правиме? Почнуваме да продаваме. Од 8,9 трилиони, истите ја намалиле на 7,5 трилиони. Така, но Мурика и понатаму има потреба од обврзници, има потреба од продажби, има потреба некој да даде долари. Така, затоа што, уште еднаш ќе напоменам, во оваа ситуација Федералната резерва престана да купува обврзници, како еден од најголемите купувачи на обврзници, погледнете и сами, значи истата од 2019 година успеала да го зголеми дупло, значи обемот на обврзници кои што го поседува, од 4 на 8, скоро 9, значи не дури повеќе од дупло, така. Сега, значи Мурика не може да функционира без долг, не може. Они немаат доволно производство, они не може да соберат доволно од данок за да го пополнат својот буџет и секоја година имаат барем 1 до 1,5 трилиони долари дефицит во буџетот. Од каде го полнат? Еве од каде го полнат. Го полнат од ваков тип на капитал, кога станува збор на дворечно ниво, значи од држави кои што купуваат, од цивили, компании кои што купуваат американски долг. Сега, зошто беше ова така направено? Значи ова беше направено со причина, така. Погледнете. Имаме reverse of the yield curve. Што тоа значи? Пред да започнат со покачување на каматните стапки на ново испринтаните пари во Федералната резерва на Мурика, вака изгледа, значи погледнете, вака изгледа каматните стапки на муриканските обврзници. Каде што нормално, како што треба да биде, 3-месечната обврзница би ви донела негде околу 0,1% профит. Разбираме? Додека 10 годишната, оваа 30-10 годишната да речем овдека, би ви донела негде околу 2%. Така. Значи ова е на почетокот кога економијата е нормална. Кога се уште имаме нормална економија која што и понатаму ја подигнува инфлацијата. Така. Што се случува наједнаш? Добиваме целосно превртување на потребите на американската држава. Зошто? Сега тука е проблемот. Затоа што Федералната резерва веќе не купува мурикански долг. Што значи дека државата Мурика, Biden Economics, нели, не може веќе да позајмува од Федералната резерва која што принта нови пари. Така, затоа што истата вика мораме да намалиме, мораме да престанеме да практично купуваме долг и да го продадеме тој долг што веќе го поседуваме. Така, што значи дека уште полошо, они дури бараат парите да им се вратат назад од американската влада. Сега каде е овдека проблемот? Вие треба да почнете да позајмувате што повеќе, така. И вас ви се потребни пари, а најголемиот извор на пари престанал да ви дава. Тоа е Федералната резерва. Почнувате да ги покачувате краткорочните каматни стапки на обврзници од типот на Bills, тоа се они краткорочни 3 месеци, 6 месеци, 1 година. И што се случува наеднаш? Доаѓаме во ситуација каде што краткорочните, верувале или не, обврзници од 2022 година до 2024 година достигнале баснословно големи профити. Во 2022 година во јунари, ако сте дали на 3 месеци, да речем $100 на американската држава, вие ќе сте добиеле 0,1%, $100 и 10 центи ќе сте добиеле назад за 3 месеци. Сега ако позајмите на американската држава $100, вие ќе добиете за 3 месеци $100 и $105.50. Се разбираме? Еве, тоа е. Значи 5,5% моментално е 3 месечната обврзница. Со тоа што гледаме дека моментално повеќе ви се исплаќа да купите 3 месечна обврзница со 5,5%, наспроти 30 годишна обврзница со 3,8%. Тоа е оној реверсал кој што моментално го добиваме, затоа што на Мурика и се потребни пари брзо.
Веднаш, за 3 месеци, се разбираме. И затоа, за да го примам и капиталот, како внатрешно, така и надворешно, ги превртува овие практично краткорочни и долгорочни каматни стапки на Bills and Bonds со цел да примаме повеќе капитал затоа што нема од каде да позајмува, така. А муриканскиот долг и понатаму расте. Односно, можеме да видиме дека и покрај тоа што Федералната резерва престанала да и позајмува на Америка, Америка и понатаму наоѓа пари, погледнете. Америка и понатаму се должува постојано. Што значи, овој извор на пари од некаде треба да биде заменет, така. Сега што се случува? Во истиот момент кога добивате rate hikes во нормални земји, како што тоа гледаме дека е во Велика Британија, во Европската Унија, во Канада, во Мурика, тогаш и владата мора напоредно, значи истата ситуација е. Како што тоа се случува во Федералната резерва, така тоа се случува и со централните банки во овие земји. Односно, централните банки престануваат да купуваат долг или обврзници од државите и истите мораат да се снајдат. Што значи дека имаме invert yield curve на сите овие земји моментално, каде што краткорочниот долг е многу попрофитабилен. Така. Сега што е овдека проблемот? Да видиме што се случило во Јапонија. Во Јапонија за 10 години да купите обврзница, вие ќе добиете оприлика 1%. Се разбираме? И ако купите на 3 месеци, тоа што како треба нормално да изгледа една економија, така, значи на 3 месеци вие би добиле награда од неверојатни 0,16%. Еве чисто да го видите целиот чарт, значи од секогаш бил така и секогаш, значи погледнете овдека зборуваме година, 2009 година бил истиот и сега е истиот. Значи 0,16% ќе добиете доколку позајмите на Јапонија пари и купите јапонски обврзници, така. Или, уште еднаш ќе напоменам, на 10 години 1%. Сега, ако вие сте капитал во Јапонија, банка, бизнисмен, корпорација, дали ќе купите јапонска обврзница на 10 години која што ќе ви даде 1%, или пак ќе купите моментално 3 месечна обврзница од Мурика која што ќе ви даде 5,5%. Еве како Мурика и понатаму успева да собере пари за да може да функционира, само овој пат не од Федералната резерва, туку од приватен капитал од други земји. Сега ова нормално не е така едноставно како што изгледа, вака многу едноставно изгледа во моментов, така. Но да не заборавиме дека ако ги споредиме 3 месечната и 10 годишната, значи еве да речеме 10 годишната е 1%, така. И ако се вратиме овдека пред yield curve, погледнете. 10 годишната пред yield curve зборуваме, пред да се превртат овие да речем како да ја наречем кривата на каматни стапки, така. Погледнете колку била моментално 10 годишна каматна стапка на обврзница, околу 2%. Што значи дека уште пред да се случи ова, значи уште пред да се случи ова, голем дел од капиталот во Јапонија, во Европа, затоа што овдека не гледаме само Јапонија, овдека гледаме дека и Англија го зголемила, значи своето изложување од 620 милиарди на 710, Луксембург од 330 на 380, Канада од 247 на 338, што значи дека во тоа време, во целите овие да речем година-две наназад, долгорочните обврзници на Америка биле по-лукративни од оние кои што ги нуди значи домашната земја. Што значи дека не само во Јапонија, каде што гледаме дека 10 годишната обврзница е 1%, а американската е 2%, така сега е веќе многу повеќе, но зборуваме овие нормални движења во економијата. Значи како во Јапонија, така во Канада, така во Европа, така во сите овие земји кои што се нели екипа на Мурика, е многу по-лукративно да инвестирате во американски обврзници, кои што па да не заборавиме се сметаат за едни од најсигурните инвестиции во светот, така. Сега тука е проблем, се разбираме. Значи проблемот не доаѓа од новите инвеститори, туку проблемот доаѓа од старите инвеститори. Оние кои што во 2019, 2020, 2021, втора, кога не сме имале се уште inverted yield curve, купувале од Америка. Кога гледаме дека во тоа време било многу по-лукративно од нив да чуваат долари, купуваат обврзници, наспроти да чуваат домашна валута. Сега, што се случува понатаму? Значи, каков резултат довело ова што моментално го гледа? Погледнете. Сега зборуваме само за Јапонија. Фактот дека гледаме наназад, значи било многу по-лукративно да се држат долари, да се купуваат обврзници, наместо да се инвестира во Јапонија и во домашни обврзници, погледнете. Значи, уште од 2012-2011 година, поголем дел од капиталот очигледно не е заинтересиран за јапонскиот јен и инвестира во Америка и држи долари, поради тоа што се многу повредни. И гледаме дека се повеќе и повеќе домашното население во Јапонија губи доверба во
јапонскиот јен. Погледнете, они успеале погледнете сега, од 2020 година, 2021, почетокот на 2021 година, до денеска да изгубат 54% од вредноста на јапонскиот јен наспроти доларот. Зошто? Уште една се враќаме на почетокот на сето ова. Каде што сите моментално централни банки на гериатрија 7, преку подигање на оваа каматна стапка, прават рестрикција на капиталот, односно на новите пари кои што ги пуштаат на пазарот и на тој начин ја зголемуваат вредноста на својата валута, погледнете што направила Јапонија. Не само во долар, значи ако рече само долар, ќе кажеме затоа што доларот нормално, моментално поради рейт хајк е најак, така. Евро во јапонски јен, погледнете. 2020 рековме, така, почетокот на 2020, да видиме што се случило. 43% изгубил во сооднос со со еврото, така. Канадски долар, рековме почетокот на 2020, така. Значи практично почетокот и на сето ова што моментално го гледаме, инфлација и сето тоа и лошата политика каде што имавме во последните година две. Рейт хајк на овие земји, а Јапонија не го направи тоа, погледнете. 54% изгубила на вредност наспроти канадскиот долар и нормално фунтата, значи кога ќе дое ред, фунтата има изгубено 99,99% од својата вредност од моментот кога испаднала од златна резерва и моментално вие сте изгубиле наспроти фунтата 63%. Значи тоа е таа економија моментално што ја гледаме во Јапонија, да не заборавиме беше на трето место, сега е на четврто и сега го изгуби четвртото место, сега е на пето место. Поради оваа лоша политика каде што кога сите се борат против инфлација, вие се правите на тошо и гледајте што ви се случува на валутата. Но зошто е тоа така? Затоа што на Мурика и треба капиталот некаде. Иако и Јапонија го прави истото, тогаш нема да има од каде Мурика да позајми. Кина ги продава своите обврзници, Саудиска Арабија ги продава своите обврзници на Мурика. Обединетите арапски емирати ги продаваат. Но само, нели, верните следачи на Мурика и понатаму купуваат. Јапонија е официјално во рецесија, згора на сето тоа. Покрај фактот што нивната валута наспроти сите светски валути изгубила повеќе од 50%, значи ваквата економија ја бутка Јапонија во рецесија. Последните 3/4 истата е во практично не добива, туку губи од GDP. Се разбираме? Истата изгубила 4% во третата четвртина од 2023 година и изгубила 2% во првата четвртина од 2024 година и имала нула, практично неутрален статус во четвртата четвртина. Ефективно, кога имате повеќе од 2/4 каде што сте во негатива со GDP, во напредок, вие сте во рецесија. Значи Јапонија е во рецесија. Губи 50% од својата валута, само за да има од каде Мурика да позајмува. Значи како да ви објаснам, значи вие ако имате Америка за партнер, вас не ви требаат непријатели, се разбира, значи тоа не е за џабе кажано. Значи тоа е сопругата на првиот виетнамски претседател откако Виетнам го брише подот со Мурика. Или ако вас ви е Америка пријател и не знам сојузник, вие немате потреба од непријатели, не се секирајте, Америка е тука, така. Значи сега погледнете. Доаѓаме до момент каде што Јапонија го губи четвртото место како најголема економија, значи 4 јуни, ова е пред само 20 дена, и моментално Русија го зема најсанкционираната земја. Во историјата на сите времиња го превзема четвртото место од Јапонија и станува четврта по практично нели PPP, ова е Purchase Power Parity, односно колку е самата економија, нели, моќна и колку може да купи и така натаму. Сега, значи, каде се движи економијата на Јапонија, така, не се секирајте, Мурика е тука. Значи, најјак сојузник во Азија на Мурика е Јапонија. Се превртуваат во гроб и самураи, и императорот кој што ја предала Јапонија на муриканците после Втора светска војна, неат зборови. Како и да е. Сега доаѓаме до најинтересниот дел. Ако се сеќавате, ние веќе кажавме дека не само сега, туку во целиот овој период каде што имаме inverted yield curve, сите банки во Мурика се во огромна загуба. Сега тоа ќе го префрлиме и во Јапонија, така?
Значи, зошто е тоа така? Затоа што не се само мориканските банки кои што купуваат морикански долг, туку сите банки во светот купуваат морикански долг. Ова што ние го гледавме овдека, ова не е само јапонската држава која што исто така има купено обврзници, овдека има еден куп приватен капитал кој што купил обврзници од Мурика. Затоа што нели се најбезбедното нешто што може да го купите во светот, така? Нели, нема подобро од морикански долг. Сега, овој морикански долг затоа што кога вие сте го купиле и ако сте изчекале да поминат тие 2, 10, 15, 30 години, на колку време сте го купиле тој долг, вие ќе сте ги добиеле назад парите заедно со оние 2% кои што веќе покажавме дека би ги добиле потенцијално кога би купиле 10 годишна практично обврзница, но сега доаѓаме до најбитниот дел. Што ако добиеме пресврт и наеднаш моментално влегува Федералната резерва и вика ние треба прво да спасиме американската економија, а вие оди ебете си мате. Буквално со овие зборови. Знаете зошто? Еве сега ќе објасниме зошто се моментално погледнете. Околу 670 сега дури е намалено, но како и да е, ајде, 520 милиарди долари во нереализирана загуба се моментално банките во Мурика. Со тоа што вели 63 банки се моментално во потенцијален колапс. Нормално нема да кажат кои се тие, значи ова е од 5 јуни, ова е од сега, 63 банки чекаат да пропаднат. А во исто време Федералната резерва вика, извинете дечки, ние не ја намалуваме каматната стапка. Сега да објасниме како се случило тоа. Многу е битно за да разберете што уствари се случило и да разберете како сега ова не е само проблем за Мурика, туку е проблем и за банки во Јапонија, и банки во Германија, банки во Швајцарија, банки на секаде кои што купиле морикански долг. Еве прост пример. Значи, што се случува моментално? Она што ние го видовме овдека згужвано, сега овдека е да речем упростено за да може едноставно да го сватите. Во 2022 година, како што кажавме, многу од овие банки, затоа што видовме дека нивните централни банки нудат многу помала награда доколку инвестирате во обврзници на овие банки, купиле морикански долг. Каде што, еве прост пример овдека е ставено, значи покажавме таму дека е негде околу 2%, како што објасниме, а овдека е 1 како и да е. Значи, моментално можеме да видиме дека долгорочно на 10 години, на пример, во оваа ситуација, они купиле, добро, еве 2 години е ставено, како и да е. Значи ова е уште пред да почне самиот yield curve, но идејата е дека било многу попрофитабилно да купите морикански долг, кој што ќе ви донесе многу побогата награда на долг временски период. Но проблемот е што они тогаш не очекувале дека Федералната резерва ќе ги дигне каматните стапки, а со тоа ќе ја принуди мориканската држава да мора да направи inverted yield curve со цел да добие брзи пари и на тој начин да дојдеме во ситуација 2 години подоцна, каде што сега ако вие сакате брзо да се ослободите од оваа врзница која што вас во 2022 година ви нудела 1%, а сега истата таа врзница може да купат за 6%, вие не можете да ја продадете. Така, прост пример. Вашата врзница од 2022 година март треба да истече во 2024 година во март. Така, но зборуваме ако е 2 годишна. А ако сте купиле 10 годишна, истата истекува во 2032 година, а моментално 10 годишната е негде околу 4%, а вие сте ја купиле по 1%, доаѓаме во ситуација во која што сега вие ако сакате брзо да се ослободите од оваа обврзница, вие морате истата да ја продадете со загуба, се разбираме, затоа што никој нема да сака да ја купи. Кој би купил моментално оваа обврзница која што истекува 10 години од сега во 2032 година, ако истиот може да купи 5 пати подобра обврзница која што моментално од 1 е 6%, а истекува само 2 години подоцна. Зошто би ја купил вашата? Тоа значи дека вие морате да ми дадете попуст, се разбираме. Вие морате да го изедначите ова што моментално го продава американската влада, за јас да го купам од вас. Мене ќе ми се испаќа да го купам од вас по истата оваа каматна стапка, затоа што ќе истече 2 години порано од она што потенцијално би го купил сега, така? Но тоа значи дека вие ќе ги добиете вашите пари назад со 5 или 6% минус во оваа ситуација, зависи, некаде помалку, некаде повеќе, се разбираме. Што значи дека вие сте принудени да продадете со загуба, ако морате да ги вратите овие средства назад на вашите депозитари. Затоа што банките не поземуваат сопствени средства. Они поземуваат средства кои што ги земаат од вас, од вашиот комшија, од вашиот братуче, брат, сестра, се разбираме. И сега вие доаѓате наврат и викате јас си ги барам моите пари сега. Банката мора вас да ви ги даде. Ако банката нема доволно пари
за да може да ви врати вас. Тогаш ќе мора да продаде дел од овие обврзници во голема загуба. И затоа се враќаме на овој чарт овде. Значи, ако банките моментално поради било која причина или паника мораат да ги вратат своите пари, тоа значи дека 525 милиарди долари ќе фалат. Се разбираме? Значи, ако мораат да ги продадат овие обврзници кои што ги држат, а не може да ги додржат до крај, они мораат да ги продадат со 525 милиарди загуба. Што значи дека дел од клиентите во оваа банка нема да си ги добие парите назад. Се разбираме? И тоа се шири веднаш како оган. Значи, највеќе се шири и најбрзо се шири паника. Во моментот кога една банка, и сега, каде е овдека проблемот? Кога зборуваме за американските, а потоа ќе се префрлиме на јапонските, со соодветен пример, а тоа е Норин Чукин банката. Погледнете сега. Ако една банка, поради X причини, е принудена да продаде дел од овие ствари кои што ги чува во загуба, тогаш на 3-месечниот репорт кој што мора да го предаде на своите инвеститори, мора да запише дека продала одредена количина во загуба. Автоматски доаѓа до паника, затоа што овие инвеститори имаат своји колеги, браќа, сестри и викаат извади си ги депозитите, моментално банка продава со загуба, ако не си ги извадиш, може да дојде во ситуација во која што банката нема да има доволно пари тебе да ти плати. Се разбираме? На луѓето не ги интересира стабилноста на државата, луѓето ги интересира да си ги земат парите пред потенцијален колапс на банките. Се разбираме? И овдека доаѓаме до потенцијален бенкран, кој што многу лесно може да се случи. Се што треба е една банка на крајот од овие квартални извештаи да каже дека продава со загуба. Претходно не мора да го прават тоа, затоа што Федералната резерва отвори посебен тип на програма која што се нарекуваше прозор за позајмување на банките, кој што започна да работи во март 2023 година кога почнаа колапсите, но престана да работи во март 2024 година. Претходно банките, доколку некој им бара пари кои што они ги немаат, они можеа директно да ги позајмат од Федералната резерва. Овој прозор веќе не постои, што значи дека било која од овие банки, ако нема доволно кеш on hand, мора да продаде дел од овие обврзници. Ако тоа се случи, доаѓа до неизбежна паника во моментот кога ќе мора ова да го пријави на своите инвеститори. И автоматски доаѓа до она паника за која што ние зборуваме, каде што вие се јавувате на брат и викате: слушај брат, види, моментално банка нема пари, оди привери си ги парите. И тоа знаете како оди. Јас се јавам на најдобриот другар, он се јавува на братучет му, он се јавува на сестра му, автоматски имате глобална паника. Се разбираме? Каде што вас не ви интересира веќе стабилноста на економијата, вас ви интересира да си ги соберете парите. А банката не може да позајмува од оваа посебна програма која што претходно постоеше, затоа што веќе не постои, се разбираме. И сега каде се движиме? Погледнете сега каде се тоа оди. За циркусот да биде уште поголем, доаѓаме во ситуација каде што ова не мора да биде предизвикано од Американска банка. Затоа што, еве ви прост пример, Норин Чукин или Чак Норис банка, како сакате, моментално продава 63 милиарди вредни американски и европски обврзници во загуба. Вели, Норин Чукин, Чак Норис банка, вели мора да се престане со високите rate hikes на централните банки и Федералната резерва, затоа што има преголеми загуби. Се разбираме? Што значи дека ако Норис Чукин, Чак Норис банка го кажала ова на своите инвеститори, прашање на време е кога ова ќе почне да предизвикува лавина. Сега. Значи ова не е мала банка, ова е банка која што поседува 844 милиарди долари. Од кои? Погледнете сега. 30 трилиони јени, или ако го погледнеме ова како целосно портфолио на банката, тоа е негде повеќе од 60% од вкупната количина на она што го поседува во своето портфолио, представува што? Американски обврзници. Но не би било толку страшно ако овие обврзници беа од пред 3 месеци, кога нивните стапки беа доста високи. Проблемот е што истите се уште, погледнете и сами, уште од 2020 година, така, каде што немавме inverted yield curve и каде што во најмала рака вие ако сте купиле 10 годишни, овде каде речем 10 годишната е негде околу 1,8-1,9%, така. 1,9%, а денес истата оваа боја 10 годишната има околу 4%, погледнете. Тоа значи дека вие сте дупло во загуба, се разбираме. Вредноста на тоа што вие треба да го земете после 10 години во 2020
во 2030 година да речеме, значи дури тогаш ќе ги земете овие пари заедно со овие 2% кои што треба да ви бидат дадени. Но во меѓувреме ако треба да позаемите, така да ги вратите овие, да ги продадете, вие сте во загуба. Во оваа ситуација можеби не ви изгледа многу, тоа се само 2%, но 2% на 63 милиарди е голема количина. Значи 2% на 63 милиарди е огромна сума на пари која што некој нема да си ја добие, се разбираме. И ако добиеме колапс каде што се повеќе луѓе си ја бараат назад своите пари, што добиваме? Добиваме ситуација во која што ова нема да бидат само 2%, ќе бидат многу повеќе. Затоа што гледаме дека оваа банка одамна е во загуба, така? Значи колку порано сте направиле инвестиција и се ногете во inverted yield curve, толку повеќе сте дел од ова. Толку повеќе нереализирани загуби поседувате. Сега како што кажав, значи погледнете. Оваа банка конкретно, погледнете, во портфолиото поседува 65% од вредноста на портфолиото и е во долари или во евра. 50% во долари, 15% во евра. Јапонска банка од 840 милиарди долари има само 27% од своите средства во јен. Тоа ви кажува колку моментално јапонската нација е свртена да си купам долар поради тоа што нашиот не ги бива. Значи како да ви објаснам? И во оваа ситуација и оваа банка се наоѓа во истата ситуација, како што веќе кажавме. Купила 2020, 2021, 2022, затоа што гледаме дека нивното портфолио дури тогаш било и уште повеќе, значи во бонд, така. И сега најнаш доаѓаме во ситуација каде што истите мораат да продадат во загуба, затоа што некој си ги бара парите назад. И на гро план како тоа изгледа, погледнете. Значи на гро план ние се наоѓаме во ситуација во која што во 2020 и 2021 година вкупната количина во вредност зборуваме на обврзниците кои што ги поседува цела Јапонија, држава, приватен сектор и така натаму, била 1,3 трилиони. Они не продале, тоа е интересниот дел. Туку они изгубиле 8% во вредност само заради тоа што не добиле inverted yield curve. Се разбираме? Значи они буквално изгубиле, значи нивната вредност во обврзници паднала 8% само затоа што добиваме inverted yield curve. 8% пад во портфолио на банка значи дека 8% од луѓето кои што ќе си ги бараат парите назад нема да ги добијат. Значи ова е смешно и жално во исто време, се разбираме? И уште еднаш ќе, значи погледнете сега. Сега веќе доаѓаме во ситуација каде што ако овие луѓе не можат да се снајдат, а треба да ги вратат назад парите, без разлика дали се приватен бизнис, банка, што и да се, истите се принудени да продаваат. Сега на прв пат, значи оваа година, прв пат погледнете. Значи очигледно јапонските инвеститори поради X причини, најчесто овие причини се треба негде да вратат пари, продаваат мурикански долг. Дел од нив продаваат затоа што можеби земале 3 месечни, нели, обврзници, па се во профит, но голем дел од нив не е тоа ситуацијата, се разбираме. Сега се враќаме на оној дел кој што го спомнавме на самиот почеток. Било која од овие банки, дали ќе биде Чак Норис банка или ќе биде некоја друга, значи ако добие ваков тип на колапс во Јапонија и не може да ги врати своите средства затоа што е во дефицит, спаѓа во овој дефицит, иако овој дефицит е само во Америка. Значи тоа е уште пострашно. Што значи дека овдека ние гледаме само кои се банките и во колку голем дефицит се банките во Америка. Замислете што станува со глобалните банки, што станува со оние големи џинови кои што истото тоа го правеле во Швајцарија, во Германија, во Франција, во Англија, во Јапонија, во пичке мате. Така. Значи, било која од тие банки, ако колабира поради истата причина, ќе предизвика ова да се премести и врати назад во мурика. Што значи дека овој пат, исто како и претходниот во 2008 година, погледнете колку е голема разликата. 2008-2009 година, велиме, е најголемата финансиска криза која што ние сме ја доживеале во нашите животи. Така. Еве нема да го земеме 2001-2002 .com колапсот, да речеме дека ова е најголемата. Така. Во споредба во однос на долгот кој што тогаш банките го имале, односно колку биле во нереализирана загуба, од само 75 милиарди до 525 милиарди, тоа ова е подобра да речам, нели, проекција. Значи 525 милиарди наспроти 75. Погледнете колку е голем капацитетот за банкарска криза наспроти 2008-2009 година и колку покатастрофален ќе биде со тоа што се овдека не се ставени банките во Јапонија, банките во Германија, банките во секте. Така. Значи погледнете колку е страшно ова. Мене ми е смешно затоа што ја во банка немам ништо. Нека мо мислат тие што имаат во банка. Јас
Не можам да ви кажам што да правите, ја само ви покажувам што се случува. Вие сами одлучите каде се тоа ќе се движи, се разбираме. Значи, банкарскиот сектор и генерално традиционалните финансии се буквално еден чекор пред провалија. Значи, нема начин како да се справиш со тоа, се разбираме. Ова е спирала која што гледаме само како повеќе и повеќе се проширува, така? Без разлика дали е тоа банкарскиот систем кој што гледаме дека е у тешки срања, дали е тоа, да не заборавиме, муриканскиот долг кој што достигна 35 трилиони, верувале или не. Значи, сите сектори од целиот овој момент гледаме дека одат во еден правец. Тоа е провалија. И уште еднаш ќе напоменам, зошто е ова толку битно, затоа што многу од луѓето седат и викаат, што ме интересира мене сега што се случува во Јапонија? Како тоа е битно за мене? Уште еднаш ќе се вратиме на една стандардна работа која што ние ја видовме, а тоа беше моментот кога добивме колапс на трите големи банки во Мурика, потоа и четврта нормално, за време на 2023 година банкарскиот колапс. Сега овдека ќе отидеме на еден малку поголем чант на биткоин, каде што ќе можеме да видиме што се случува во тој период, што е крајно битно. Да, знам, денеска пазарот не е во најдобра состојба, ве разбирам, но повторно ќе кажам, ова за мене не е воопште проблем. Јас си понатаму акумулирам, денеска купивме 1% во рендер. Само момент. Мауспадот ми е малку проблематичен. Значи, зошто велам дека ова е крајно позитивно за нас? Значи, претходниот колапс почна во март 2023 година. Март 2023 година беше буквално после колапсот на FTX, имаше многу, да речам, исплашени луѓе, така. Значи, 2023 година, само момент да најдем точно каде се наоѓа, ево каде се наоѓа. Тоест, се извинувам, 2022 да беше FTX колапсот, мој бед. Март 2023 година, погледнете. Во март 2023 година, додека банките колабираат во Мурика, биткоин во исто време достигна 41%, тоа не е ни до крајот. Еве, до крајот на овој скок од колапсот на банките достигна, значи ова е целосниот бран, околу 45% памп. Во само неколку дена. 45% памп, додека банките пропаѓаа во Мурика. Во исто време S&P 500 паѓаше, во исто време DXY паѓаше, тоа веќе многу пати сме пуштили на каналот, сме го покажале. Зошто е ова толку битно? Во март 2023 година немаше ниту идеја дека BlackRock ќе поседува биткоин спот ETF. Немаше ниту идеја дека ќе има уште 8 успешни биткоин спот ETF. Немаше ни идеја дека ќе има биткоин и етериум на лондонската берза, на германската берза, во Австралија, во Јужна Кореја и Сингапур во најава, во Хонг Конг. Што значи во март 2023 година институциите немале начин како да скокнат во крипто, со цел да се заштитат од падот кој што го видовме и во S&P 500, и во Nasdaq, и во DXY и така натаму. Што тоа значи? Сега кога веќе имаме спот ETF и на Ethereum и на биткоин во многу земји во светот кои што најчесто представуваат најголеми финансиски хабови, погодете што ќе се случи ако имаме масивен бенкран. Така да ова ви го оставам како последна мисла да размислите, затоа што уште ќе напоменам, значи она што потенцијално може да се случи може да ја промени целата економска сфера во светот во правец кој што никој не може да го предвиди, никој не може ниту да знае како се до тоа ќе заврши. А само уште ќе напоменам, ако мене ме прашувате, јас сум спремен сето она што го поседувам и понатаму да го држам во крипто. И ако ова се случи, јас верувам дека тоа ќе биде една од најпаметните работи кои што може да ги направите во тој момент. Дали злато, дали сребро, дали нафта, дали недвижности, дали биткоин, дали алткоин, верувам дека се ќе биде профитабилно, освен било кој тип на валута, било кој тип на обврзници. Колапсот на традиционалните финансии и банкарскиот сектор е благослов за криптотехнологијата и криптовалутите. Нормално ова јас го размислувам, ова е моја одлука, јас така планирам да се поставам на пазарот, а вие одлучете сами. Уште еднаш за крај, ветив на себе си и на овој канал и на македонците дека ќе дојде ден кога моето богатство ќе го направам буквално врз мршата на западната банкарска фела, на западните традиционални финансии и на смртта на американската држава. И верувајте ми, барем јас сум доста упорен тип, голема е веројатноста дека ќе дојдеме до тој момент во текот на нашите животи, можеби многу поскоро од тоа што го очекуваме. Јас не велам дека ова ќе се случи утре, можеби се потребни уште 3-4 години да дојдеме до таму, со оглед на фактот дека Федералната резерва не бутка кон банкарски колапс се повеќе и повеќе. Така да, уште еднаш ќе напоменам, верувам дека ова е крајно добро сценарио за нас, доколку Федералната резерва не се опамети, не ги намали каматните стапки, кои што потоа нормално ќе го намалат и овој дефицит кој што го поседуваат во своите портфолија банките, ќе добиеме многу интересен шоу. Како и да е, останува да видиме, продолжуваме понатаму кон следниот bull market
И за крај, како и секогаш сите оние кои се нови на нашиот канал, погледнете го ова видео на врвот кој што ќе ви даде целосна слика на тоа што и каде може да најдете на нашиот канал, затоа што има повеќе од 1000 видеа, верувам дека е доста збунувачки, така да би ви препорачал да го погледнете прво ова видео. Сите останати, значи, верувам дека знаете, но мораме да спомнеме, во секој од нашите видеа имате доста интересни инструкции. Првото е нормално самата содржина на видеото, што зборуваме и што објаснуваме во истото, а понатаму може да најдете и нормално социјални мрежи, кои што би ви препорачал да ги следите со цел да добивате дополнителни информации кои што постојано ги објавуваме дури и надвор од видеата, затоа што не можам постојано да правам видеа нормално. А за целата моја напорна работа, се што барам од вас е да ни помогнете да го прошириме оваа едукација и знаење на што повеќе македонци. Ако гледавте видеото од 3 часот, ви е јасно зашто го велам ова. Значи, колку повеќе македонци го научат ова порано, толку повеќе македонци ќе може да се заштитат, толку повеќе македонци ќе може да го искористат и овој момент на промена на геополитичките и економските, да речам, ситуации во светот и начинот на кој што блокчейн технологијата може да ја направи богат како ништо друго во светот моментално. Но уште еднаш ќе напоменам, значи ова е само едукација. Единствено што можам од вас да побараме за 0 евра по македонец да ни помогнете да ја прошириме оваа едукација на што повеќе македонци. Вашата препорака значи многу. Лайк, шер, сабскрайб, комент се мали работи кои што може да ги направите, но помагаат многу, затоа што секој ваш лайк, секој ваш коментар, макар и негативен, значи критицизам е секогаш прифатен на нашиот канал. Нормално јас гледате дека за тоа дури некогаш посветувам и цели видеа да го објаснам тоа што некој ме критикува. Значи тоа помага алгоритмите на овие канали и социјални мрежи да ги споделуваат нашите содржини што повеќе. Така да ви благодарам, следете го нашиот канал како и понатаму и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.